Почитувани, добра вечер, добре дојдовте во уште една анализа на телевизија 24. Денеска собранието не се распушти, иако така беше претходно најавено. Тоа е поради објаснувањето од страна на власта дека се уште не е донесен законот за јавното обвинителство. Тоа од друга страна најдена остра реакција од ВМРО ДПМН кои бара распуштање на собранието за да се одржат изборите на 12 април. Исто така денес техничкиот премиер Оливер Спасовски го послуша министерот за надворешни Димитров и побара разрешување на министерката Рашела Мизрахи поради незиното застанување пред табла на која пишува Република Македонија, и тоа исто така најдена остра осуда од ВМРО ДПМН, а лидерот на партијата Мицкоски рече дека вака земјата може да дојде во сериозна политичка криза. Ова се само дел од темите за кои ќе зборуваме вечерва, кои се разбира се поврзани и со предизборието, и со изборите, со законот за јавното обвинителство, за кои ќе зборуваме вечерва со нашите гости. Тоа се двајца новинари, но исто така и добри познавачи на политичката сцена, Горан Момировски и Зоран Иванов. Колеги, добро вечер на двајцата. Да почнеме со ова отприлика што е најново од денеска, значи техничкиот премиер Спасовски побара разрешување на Рашела Мизрахи. Иванов, еден потек кој можеме да кажеме не секојдневен во ова наше ново искуство со таа пржинска влада. Значи дојдовме и до ваков момент. Кажете ми како гледате на тоа, на барањето, доколку дојде до незино разрешување, како би се одвивале понатаму работите? Па тоа од пиар агол ако се гледа, јас кога би бил на место на техничкиот премиер воопшто не би ја сменил, напротив би ја оставил. Некако забава народот до избори. Знаеш, имам чувство дека таа девојка, жена дама што е, како да дошла во игротека и цела е вознесена, радосна, јас сум министерка, нели сега правам хирови и така натаму. Од една страна, од друга страна се гледа дека техничките министри во оваа влада имаат стрикни партиски задачи да анимираат јавност во рамките на подготовки на изборите, не за нивната основна функција да се грижат за изборите, да бидат фер, честни, демократски, нели како се вели, во рамките на нивните институции, туку да анимираат јавност колку власта била криминална, колку била нечесна, колку не ја бива, за да може да се фатат чекор, што е исто така дел од партиската кампања и до некаде е легитимно. Но прашањето е... Истото го правеа и сега само кога беа. Говорам за сите, но проблемот е што еве едните и другите не ги почитуваат институциите, се должни ги почитуваат. Ако е откриен криминал, како што и денеска гледавме по пресовите, си има обвинителство. Нека изнесат и не пресконференција. Ние неколку пресконференции проследивме и на едното и на другото министерство, ниедна пријава до сега јавноста не доживеа. Значи е класичен блеф. Да. Добро, Момировски, доколку дојде до разрешување на Мизрахи, што понатаму? Значи тогаш ВМРО ДПМН треба да назначи нов кандидат, но може би нема да го направат тоа, значи тоа е известно дека ќе дојде до некаква криза. Да, преска во телевизија разговараме со колегите току на оваа тема и има некои недоречености кои што барем за мене не се најјасни. Што ќе значи доколку парламентот се согласи да ја разреши 61 пратеник се потребни да ја разреши Рашела Мизрахи, министерката за социјална политика. И тука останува отворено прашањето што понатамо, заради тоа што според тоа што јас го знам од пржинскиот договор, тоа што е веќе дел од законодавството, тоа место, таа позиција и припаѓа на опозицијата. Дали ВМРО ДПМН ќе приложи нов кандидат или можеби ќе го искористи ова во некакви други цели пиар, претпоставувам, е веќе прашање за партијата. Меѓутоа ако зборуваме за пиар, според мене ова барање на Оливер Спасовски да ја разреши Рашела Мизрахи заради тоа што стоела пред табра Република Македонија, која што таму стои од времето на Мила Царовска и не е тагната воопшто министерството, тоа е четвртиот како што разбрав во Министерството за социјална политика, е политичко самоубиство, затоа што во ситуација кога анкетите најголем дел покажуваат дека да, луѓето се за ЕУ и за НАТО, меѓутоа се против промена на името, вие да осудувате некој да го менувате од техничката влада заради тоа што се залага за Република Македонија, ми се чини според мене е навистина политичко самоубиство. Не знам кој му сугерирал тоа на Оливер Спасовски, дали министерот за надворешни работи Димитров под притисок од Грција или некоја друга
тема е во прашање, меѓутоа мислам дека е тотално погрешно, особено што имаме парламент кој што во моментот се занимава со едно друго прашање и не знам тоа како и технички би се извело да се прекине расправата за оваа тема, да се менува Мизрахи, еден авантуризам од за мене непознати причини. Да, но реакцијата, само уште ова да кажам, реакцијата на Грција има сериозна импликација, не е само реакција во контекст и на датумот што го очекуваме, во контекст на почетувањето на Преспанскиот договор. Ако сакате за Грција да зборуваме, тогаш треба да зборуваме за Преспанскиот договор, за членот 10, да видиме кои се обврските на Македонија, кои се обврските на Грција. Ако го читате Преспанскиот договор, ќе видите дека Македонија има рок од 5 години транзиционен период во кој што не мора да менува ништо внатре во државата, ни имињата на институциите. Во исто време, ако го читате Преспанскиот договор, ќе видите дека сите поместувања внатре во однос на употребата на новото име е поврзано со отварање на поглавја со Европската унија. А ние сега овде зборуваме за отварање, за добивање на датум за преговори и на крајот што треба да испадне дека Рашелон Мизрахи е виновна за тоа што нема да добиеме датум за преговори? Не, апсолутно не. Господјата е виновна бидејќи е министер, ако министер, прв човек на министерство, прв човек на највисоката институција во државата, не почитува закон, е виновна. Официјалните Facebook профили на министрите од СДСМ се... Не знам, не сум ги гледал. Само да завршам. Не сте ги гледали, тоа е проблем. Не сум ги гледал. Значи, непочитување на закон, каква порака праќа до нас граѓаните? Што ние да правиме? Значи, ние можеме и на црвено сега да поминуваме. Едноставно, ако министер не почитува закон, значи, кој е тој морален кредибилитет на личноста која држи таква висока државна функција да не почитува елементарен законски однос? Гледам дека не сте многу по социјалните мрежи, колега Иванов. Видете што се случува последниве 30 на дена. Допред 30 на дена и Зоран Зајдов дека беше премиер, и Оливер Спасовски, и Мила Царовска. Фејсбукот не е влада. Вие зборувате за порака кон граѓаните. Одеднаш запреа да користат Република Северна Македонија, кој што инсистира во пресредни изборите започна да користат само Македонија. Каква порака? Извинете, не одговорете ми. Каква порака праќаат во таа ситуација министерот? Не знам, министерката Царовска. Ако е тоа така, ве поддржавам, треба да си ги сменат своите профили за да праќаат нормални пораки кон граѓаните, ако е државата. Но не ако е тоа така е, значи јас не зборам на памет. Еве осуда за нив јавна. Нека си ги сменат профилите и нека си напишат така како што. Ама што работите? Вие не знаете за ова, а веќе ја осудивте Рашелон Мизрахи за тоа што се бори за Република Македонија. И сега се извинувам што сум вака емотивен. Да не карикираме, без емоции малку, може да се многу прецизен, нема карикирање. Само една работа кажам. Фејсбукот не е влада. На Фејсбукот не е влада, тој е приватен јавен простор, не е влада. Вие излегувате на пресконференција и се вадите со тоа што тоа станало од старата министерка. Па не излегува на таа табла, излезе на улица па прави пресконференција. Чекайте, верифициран профил на Фејсбук, знаете што значи? Каде што пишува председател на влада на Република Македонија. Кажете ми тоа да видам вечер. Оливер Спасовски, кај сакате видите, Мила Царовска, видите. Република Македонија стои. Одеднаш пред 30 на дена започна да зборуваат за Македонија. Некогаш нашата земја, најчесто Македонија, што е прекршување на договорот. Видете ги изјави има на премиерот Заев за кој што и претходно Грција реагирала, меѓутоа тогаш се работеше за луѓе од СДСМ и тогаш СДСМ не го направи тоа во пропагандни цели. Сега за Мизрахи мислат дека ќе добијат нешто погрешно е. Има устав, не, јас се залагам таа госпоѓа да остане таму каде што е убава забава за граѓаните. Како рековте вие, има право да поднесе кривична пријава, нека поднесе кривична пријава. Рашелон Мизрахи рече дека е спремна да плати 5000 евра чиста работа. Пред малку рековте така. Се согласувам ќе не осудувате вие сега, а од друга страна ги браните СДСМ министрите што користат само Македонија. Пораката е иста. Значи ја не сум за СДСМ министри, не прозборив вечера, ми ставаш во уста нешто што не сум рекол. Но добро, таков ти е впечатокот. Прочитајте да видите дека и другите од СДСМ министри го прават истото, ама за нив не се крена ништо. Ништо, тоа треба да ги пријавиме кај Марк Цукерберг да им ги смени профилите таму ако сами не сака да ги сменат. Значи зборуваме за влада, зборуваме за извршна власт, вие Горан сега не носите на Facebook. Сам нема равнотежа никак. Повторно ќе ви кажам, верифициран профил на Facebook е официјален начин на комуникација на државна функција. Значи тоа не е јас измислувам. Да ги осудувам еве јавно уште еднаш ли. Проверете потпис и печат. Тие министри што не кореспондираат со функцијата што ја носат и се спротивни од уставот, еве ги осудувам јавно. Во ред? Да, ова што го кажа Момировски баш пред малку го слушнав премиерот Спасовски кај што кажа, навистина кажа Македонија и тоа некако ми влезе вака како впечаток, што е интересно што продолжуваат да го користат тоа, значи не велат Северна Македонија, туку само Македонија.
што мислат кога ќе го изговорат тој збор, нели неуставното име од таа позиција, ќе треба нив да ги прашате, но факт е дека ние сме држава и ние сме Македонија, ние сме единствената држава во свет што го носи името Македонија, што го носи тој бренд. Ама Иванов, немојте се, ве молам се, морам да ве прекинам се. За Спасовски мора да го праша Спасовски. Јас не сум во Алфа, сега сум во 24 вести. Јас сум дел од дебатава се. Не манипулирајте се, ве молам. Добро, ама да завршам. Добро, завршете, ајде, ќе ве потсетам да знаете. Не сум ја слушал, но и ако изговараат Македонија, тоа воопшто не е спорно за мене, иако на тие функции треба нас граѓаните малку да не навигне дека ова е Република Северна Македонија, тоа е службеното име на државата. Например, денеска лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Нас граѓаните. Нас граѓаните сите. Не, тоа вас за себе зборете се. Јас во таа група не сум. Мене нема да ме навикнат никогаш. Ти има шанса значи да бидеш технички министер сега на место Мизрахи Супер. Се може. Тие ставови да. Да. Тоа се антимакедонски ставови иначе. Но за тоа ќе полемизираме друг пат. Да. Го земам зборот. Значи денеска Христијан Мицковски на пресконференција или на некоја изјава вели законот за одбрана не го гласа пратеничката група затоа што тоа е против интересите на граѓаните и точка. И сега јас се прашувам што е спротивно на интересите на граѓаните во тој закон? Што е спротивно? Тој е закон на Република Северна Македонија. Јас не сакам да се вика Северна Македонија држава. Најмалку. Ама гледам дека немате проблем со тоа. Јас го бранам уставот и ги бранам евроатлантските перспективи на Македонија. Значи, аплаудиравте вчера, не ти, пратениците и на ВМРО ДПМН и гласа е за Преспанскиот договор. Вчера пратениците на ВМРО ДПМН во собранието крена е рака, стисна е зелено копче, гласа е за Преспанскиот договор. Сите, не само ВМРО ДПМН, сите. Сите се знае дека ќе гласа. Сите што беа таму. Не, ама сите не го лажеа народот за патриотизам, не повикуваа на бойкот, не го признаваа Преспанскиот договор, сака да се кренат рампите Македонија да оди напред, да се интегрира во НАТО, во Европска унија. Сега тие истите процените, тоа е едно класично лицемерие. Значи може да кажете и да се извинат. Ние сепак нели го голтнахме ова, Преспанскиот одиме во НАТО. Ни тоа не го спомнаа. Дори не знам дали е точно аплаудирал, некој не е аплаудирал таму, не е ни битно. Значи сакам да кажам дека со чинот на гласање ја признае државата и сега не признае закон за одбрана. Затоа што името стоело северно. Такво е уставот, такво е во Обединетите нации. Дај референдум да направиме нов, покренете иницијатива, дај да го вратиме името, дај да излеземе во НАТО, дај да прекинеме ова како се вика интеграција со Европска унија и на да се живееме во балканска баруштина. Меѓутоа сами се заглавивте. Убаво е прашали Звановиќ. Зошто премиерот Спасовски техничкиот вели Македонија? Ако вие ова што зборите точно. Каде знам, ја не сум портпарол негов ниту во. Ама како знаете за Мизрахи дека така бил уставот? Гледам она на пресконференција. А Спасовски не го гледате. Еве сега не ви кажувам јас, ви кажува Звановиќ. Добро, што прекршок направил Спасовски, кажи ми. Добро, Иванов, потребил северна ли? Па дај еве политички минус му е тоа. Иванов Ама не можете вие да зборувате нешто, видите, ја не знам, два пати до себе велите не знам, а осудувате други луѓе за исто што направиле некој трети. Добро, тезата на Иванов би било не сериозно е, сепак те почитувам многу. Не сериозно е. За тебе не е добро. Нема Мировски, ова е една теза што треба да ја продискутираме, значи тезата од прилика, мислам дека еве сега да не зборам во ваше име, исправете ме, дека од прилика употребувањето на Македонија не е спорно, но спорно е да се стои пред официјално име на држава која не постои веќе, но не е спорно да се употребува синонимот Македонија. Ева, таму е амблемот на владата. Значи Мизрахи каде што изигува се стои амблемот на владата и таму стои Република Македонија и тоа е неуставна категорија. Име која веќе не постои, И второ е во Преспанскиот договор стои дека ова што Горан го вели дека има времена имплементација, но тоа не важи веројатно за државно граѓани, не знам, не ме фаќа за збор, но ако нешто мора да се случи утре, подобро да се случи денеска. Ние, ако можевме и во НАТО по 10 години да чекаме да влеземе, не можеше вчера. Дали употребата на синонимот Македонија, само Македонија е прекршување на Преспанскиот договор? Значи, се работи за политички символизам, така да го наречам. Ако шефот на владата, сега мислам прашањето. Шефот на владата и човекот кој што еден од неколкуте кој што најмногу се залагаше за промена на името, Оливер Спасовски, сегашниот технички премиер, користи зборот само Македонија, тоа е такво лицемерие за кое што еве колегата Иванов не слушнал, сигурен сум дека слушнал, сега нормално не му одговара. Ти верувам, Горан. Значи не мора мене да ми веруваш, значи тоа се општи факти. Тоа е порака дека тој самиот ниту верува во таа Северна Македонија, ниту пак сака да ја користи, затоа што знае. Зошто некој да верува, па никој не верува во Северна. Граѓаните им е совршено јасно што се случи. Проблемот каде е? Проблемот е што голем дел од луѓето се свесни дека
каде што има сила нема правдина и дека тоа во моментов мораше да се прифати, меѓутоа не се горди како што беа горди екс-премиерот Заев, Оливер Спасовски, Мила Царовска, Радмила Шекеринска, кои што гордо Никола Димитров се гордеја со промената на името. Да речеше било кој од нив дека мене ме боли, мито они се гордеа со таа Ставаш во работа. позиција да ги бранам. Не е точно. Тоа се ти браниш цело време се. Никој со тоа не се Браниш гордее. нешто неодбранливо, тоа е твое право, нема сите проблем јас со Горан, тоа. Па малку сега да се држиме до линијата, да се обидеме без манипулации. Значи никој не е горд со името Северна, никој. Јас сум сигурен. Вие не читате што пишуваат сите овие што ги споменам на своите Facebook и Twitter профили. Читајте. Гордоста е во деблокада на интеграциите, во ништо друго. Во тој Кои болен европските интеграции, кои? во секакви па. И во европските? Добре, Ова не е манипулација. Како не те разбирам сега. Како? Па и во европски нормално. Каде видовте вие? Патуваме, па да видиме до каде и како ќе стигнеме. Патуваме 20 години. Условот беше прашањето на референдумот каков беше? Да го смениме името за да влеземе во ЕУ. Ни датум добивме ни ништо. За НАТО патувавме 30 години, така? 30. Не се 30, не се 30. 25. Помалку се, ама добро. Еве 25. Многу се, да, многу се. 25. За Европска унија исто така патуваме 25 години. Може уште 25 ке патуваме, ама важно е да се движиме. Ако имавме рампа, ако Преспанскиот не се случеше, ако не го променевме уставот, ние ќе стоевме тука кај што сме и сега. Сега бар нешто се придвижи. Ако некому тоа не одговара, тоа е друга тема. Тоа е друго прашање. Добро, дали ова што го кажа господинот Иванов во однос на однесувањето на ВМРО ДПМН, тие вчера во своето објаснување пред собранието зошто гласале за НАТО, велат па ВМРО ДПМН отсекогаш била за НАТО, тие ја поднеле првата декларација да се влезе во НАТО, тоа име отсекогаш заложба, значи тоа не е ништо спорно, тоа е факт, да, но од друга страна потезите кои ги правеа во пракса не се такви. Значи од обструирањето на Преспанскиот договор, кој е услов де факто за влез во НАТО, однесувањето за референдумот, па еве и до сега до едно банално прашање, одбивањето да се гласа за законот за одбрана. Тоа е една од тезите кои што ги наметнува власта, за жал. Ти гледам дека согласуваш со тие тези, пошто Не, го како поставаш прашање како го поставив, прашање, да. да. Меѓутоа е апсолутно неточно. Не можете вие да поистоветите однос кон македонското име, името на Република Македонија и влезот во НАТО или гласањето за одреден закон, особено ваков закон за јавно обвинителство, претпоставувам подоцна ќе зборуваме, со некакви ставање на сопки на процесот на евроинтеграција и на влезот во НАТО. Не. Иванов е малку подоцна, подолго во новинарството, си малку порано, и тоа, ако се сетиме 2006 година, кога замина владата на СДСМ, до 2008 година, до самитот на НАТО во Букурешт, беа направени за 18 месеци 30 огромни чекори во смисла на исполнувањето на националниот акционен план за НАТО. Нешто што не го направи претходно ниту една друга влада од целиот регион, дури и Источна Европа. За толку кратко време, тогашната влада на ВМРО ДПМН го направи тоа, за да може на самитот на НАТО во Букурешт 2008 година во април да земјата да стане членка на НАТО. Само еден пример дека таа партија што вие зборувате, за која што јас немам право да зборувам, меѓутоа да ви објаснам што се работи, никогаш не поставила дилема дали Македонија за влез во НАТО или не за влез во НАТО. Паралелно со процесот на антиквизација поради која не добивме вето во Букурешт. И тоа може да зборуваме. И тука ќе ти објаснам дека процесот на антиквизација започна година и пол откако грчката политичка елита во Атина во 2006 година донесе одлука дека Македонија нема да влезе во НАТО ниту во Европската унија, се додека не го направи тоа што го бара официјална Атина. Тоа е 2 години пред да започне така наречениот процес на антиквизација. Значи, сакам да ви кажам, кога разговараме за овие работи, треба да имате во предвид дека сепак ги следам одблиску работите и дека ги знам точно. Сега не можам тебе да те обвинам за ништо, меѓутоа сепак ни една теза од ова извини не ти држи вода. Елементарно. Ти можеш се да направиш, 100 декларации да донесеш, 100 проекти за НАТО. Ама ако не го смениш името, онда си против НАТО. Не, Тоа е лагата. Ако не го деблокираш процесот, тогаш ти ќе си го засадиш дрвото пред зидот и ќе го гледаш само ти. Треба зидот да го струшиш за Иванов, вие работевте за председател Црвенковски на самитот на НАТО 2008 година. Вие работевте за Гордана Силјановска и ви ги знам тезите, тоа не е спорно, нели? Добро. Што 2008 година? 2008 година не поминавме затоа што не беше решен спорот со Грција. Да, што беше понудено? Еден буш. Што беше понудено и прифатено од Бранко Црвенковски тогаш? Ви текнува ли? Беше и од Никола Груевски прифатено. Никола Груевски во исто време, Скопје во Заграда. Да. Тоа грците не го прифатија. Малку им е Скопје во Заграда. Значи, Ерга Омнес бараја уште тогаш.
Што се правиме дека не од Марс Зашто не паднат, па не Црвенковски тогаш разбирам. не се согласи на Северна Македонија? Затоа што немаше таков предлог. Затоа што Ако немаше таков предлог, сега седете се, таков предлог функционира од 90-та година. Затоа што Груевски и ВМРО го држеа за врат, треба да го викнете Црвенковски. човекот. Па таква кампања се правеше, таква стигматизација против човекот, да рацете му беа заврзани за било кој друг предлог. Не можеше да излезе да каже дајте да прифатиме се. Не, немаше таков јавен предлог. Манипулација, не. Таков предлог има од 93-та година, ако не знаете. Тоа слушнавме во бомбите, Милошевски да се залагаше за Северна Македонија. Ете, Значи, сега слушай, сами се побивате. дали е автентична, не е сами се автентична. побивте сега. Но тој- Значи и ВМРО разговарале на таа тема. Но не знам, таму седеле Црвенковски и Груевски екипите и ги договарале платформата за Букуреш. Пропадна таа, значи не успеа. Грците Ама ставија... сваќате се што кажавте, сами се побивте, значи и ВМРО ДПМН разговарале Не разбирам. за некакви варијанти. За промена на името. Така? Да. И еве го името е променето се. Што има проблем? Вие во велите ВМРО? дека ВМРО ДПМН е против НАТО затоа што не сакал на промена на името. Не реков дека е против. Ти можеш декларативно да си за што сакаш. Ако не го направиш Не чекови е тоа да го оставиш декларативно, чарек. ете Милошевски го спомнате, зборува за Северна Македонија тогаш. Па Со сосема поинакви услови за надворешна употреба, со гаранции дека нема да бидеме злоупотребени. Ние збориме овдека за Рашила Мизраки што се сликала пред Требата Република Македонија, а не зборуваме за тоа дека ниту една грчка табла во Грција не е променето. Дали македонското МНР реагирало до Атина? Знаеш Не, не. како зборуваш ти? Што ние сакаме? Не е прашањето што ние знаеме што Чекайте сакаме. малку. Дозволи. Ние сакаме Република Македонија да се остане, ништо друго. Ама не оди тоа. Удзито диравме. 98 пред тоа, после тоа, од Лисабон, од Европска унија натаму, името не го избрише. Па знаеш, не си толку неискусен Добро. новинар. Значи, Добро. 92 нас и Македонија не избрише. Па го вративме Македонија. Па сега иде со Скопје у Букуреш. Па ни ставија вето грците. Еден Буш, една цела Америка падна на колена во Букуреш. Беше таму, беше сведок. Знаеш што се случи? Не дозволи. Немој, па луѓево што се и помлади да знаат. Значи, без Преспанскиот договор, без Ерга Омнес, без тоа болно решение, ние вчера немаше, ни пратениците на ВМРО, ни другите 100 и колку таму беа, немаше да притисне зелено копче. Сега Македонија е членка на НАТО. Во сите Не политички... е членка на НАТО, да не лажеме се, бе, молам, не е членка на Добро, НАТО да, сега. ајде, Па се кренавме, знаме сега, како да сме членка на НАТО, не сме членка на НАТО сега. Те молам, молете се, не знам на кој свет си, ева Шпанија да не знам да банкнотира утре, да се распадне парламентот, да има криза, да не ретикува Македонија не е во НАТО. Тоа ли е целта? Не. Сега, Македонија е во НАТО, знаеш и сам дека. Не е уште Шпанија ќе го направи тоа. Еве нека се случи некоја катаклизма, некој не го направи. Не сакаме да се случи катаклизма, Што- да зборуваме за реални работи. Толку ли е болно да влезе у НАТО Македонија? Кажи ми, што ти е болката сега? Ние сме биле на неколку дебати и многу добро знаете дека јас сум за влез во НАТО и дека 30 години го работам ова. Јас не си. Ти ми кажуваш за што сум јас. Сега ќе ти кажам зашто не си. Не е важно. Јас сум Македонија да биде членка во Советот за безбедност на нации. Тоа меѓу петте Ајде да се концентрираме на темата. Франција. Значи да повторам уште еднаш. Зборувате, ја осудувате Рашила Мизрахи. Сега кај ме Сликала, враќаш на почеток. па не, ова е суштината. Не ја осудува. Таа е министерка. Направен договор. Таа е твоја и моја министерка, го крши законот. Направен договор, Преспански договор, така? Рашила Мизрахи е виновна, не се сликала за табла на Северна Македонија, а во Грција нема ни една табла. Зошто министерот Димитров или Оливер Спасовски не побара од Грција, ден денеска може да побара. Сега ти кажам нешто, 100 пати си бил во Грција. Кажи ми кога, 100 пати си бил во Грција. Кажи ми кога си видел име на држава на грчките табли по автопати? Секојаш се само места. Каде си видел име на држава? Ќе наместат, ако ние инсистираме, малку притиснеме. Ванов, на граница треба да стои името на државата, не стои, пишува Скопија, са немојте. Ќе стои полека. И македончињата таму, и македонски вака ќе учетуше малку значи, полека, вака ќе стои. Рашила Мизрахи треба да биде сменета, не знам, казнета, а грците што не го почитуваат овој договор катастрофален за нас и тој не го почитуваат, за нив ќе стои, имаме време. Ајде го пријавиме, Не може, не, има начин зашто го пријавиме. Вербална нота имате од грчката страна за Рашила Мизрахи. Зашто да нема вербална нота од Димитров за неговиот грчки колега? Нека има, се согласувам, зашто да нема? Ама само ако ве потсетам на ова, вие се согласувате за Не, се. вака се. Вака, значи како сакаш да Јас изместиш... со аргументи зборувам, не зборувам за вака. мои лични ставови. Ти ги почитувам. Ако може, само ја што, да се само што, да. сакаш да изнесеш дискусијата. Значи, факт е дека во НАТО и во Европска унија не може без преспанскиот крај. Точка. Значи, дај тоа еднаш конечно честно да им го кажеме на сите луѓе да го знаат. Ова што го зборува Момировски е апсолутно точно во однос на
на динамиката на Преспанскиот договор и однос на непочитувањето од Грција, но дали би било паметно сега пред, значи пак ќе кажам пред одлуката за датум, да ги брануваме работите. Значи во овој момент сега ние освен Франција, па и Грција да не стане брана, па еве можеби и Бугарија. Еве да помогнам, јас неодамна дадов Тоа ми едно прашањето. кусо интервју за еден грчки медиум. Да. Јас исто ги нотирав таму да бидат пренесени тие работи за грчката влада, за грчкиот однос кон Преспанскиот, за грчкиот однос кон договорот, за разбирањето наше. Се надам дека барем во поголемиот дел ги пренеле тие ставови. Значи нашата борба овде да водиме за да се удираме во гради и се правиме патриоти, нели колку сме против Преспанскиот, јас сум против Преспанскиот. Но реалноста е таа. Да, може ли за ова Момировски што мислите? Мислам, дали е стратешки добро, мислам, од страна, бидејќи сега зборуваме и за, не само за право, правда, но и за политика. Така, реална политика, Да, реална политика. дипломатијата е, Да. нели, тоа што е можно да се направи, Да, да. меѓутоа, каде е црвената линија? Добро, зборувам Каде е црвената линија? зборувам за тајмингот, нели? Што треба ние да направиме сега? Што треба да направиме од тоа што го бара Грција или утре или Бугарија, во исто време Бугарија го бара? Да го прифатиме од Бугарија барањето да нема официјален македонски јазик, затоа што ќе не блокира Бугарија, истиот принцип и за неа важи. Да го прифатиме тоа. Добро, нема такво официјално барање. Како нема имате резултат, ве Но молам. нема официјално ама, барање ве во однос на молам, датумот, такво Имате нешто нема. заклучок на бугарската влада, имате резолуција на бугарскиот парламент, значи ве молам да бидеме многу прецизни. Има Не има, барање. но не е барање. Тоа е резолуција на официјален став на бугарската влада дека не постои македонскиот јазик, тоа реагира и Спасовски Заев реагира на тоа, го одбија сега. Не молам да бидеме во ред, но сериозни не е сега. поврзано со датумот, пак Како ќе не, имате директна закана дека ако не прифати Македонија таква ситуација дека ќе биде блокиран, имате изјави од Бојко Борисов сега. Вака се. Замисли ситуација да дојде. Ама се не менува таемата се, ова е многу битна работа. За јазикот. Утре ќе влезе Албанија во Европска унија пред нас можеби и ќе рече или Србија ќе влезе во Европска унија, значи Не, доколку дојде такво барање официјално се согласувам дека треба да разговараме, но нема ова се со уште. Бугарија, како нема, со Бугарија официјална позиција сега, не молам. Зборувам за Не, јазикот. И таму да, се го официјална Официјална позиција- позиција со уцена, ако не се Не е така. Не, во право е он. Точно има декларација. Не, така има натаму. се, не, Но се има има, една но- друга ситуација. Кога тоа прашање на Македонија ќе дојде на маса во Европската унија за некој од овие поглавијата што ќе се отворат. И на таа тема да се обиде Бугарија да не блокира, ќе се изнасмеат сите тука на маса. Биди сигурен, нашиот јазик е во Обединетите нации бетониран како македонски. Ние сме бетониран. И крај, тука нема дискусија. Можат бугарските парламент, влада, Каракачанов, патриотите тие тамошни, нели, и лажни исто како нашиве галамџи, да прават што сакаат. Реал политиката што тие спомни дипломатија се нешто друго, нели? Така што смешна е таа еуфорија што и нивниот председател класично националисти може да не признаат колку сакаат. Тука сме, не има, светот не признава, членка сме на Обединетите нации, пишува таму име Македонија, пишува македонски јазик. Приказната е завршена. Добро, Иванов, Они можат уште да пафтаат, бидејќи многу со децении вложуваа во таа манипулација дека нема македонци, дека нема македонски јазик. Сега не знаат и тие како да се вадат, а како што на НАТО со НАТО ќе им седнеме на тркалезната маса, утре, или дај Боже, што побрзо, треба да се соочат очи. Поутре и грците ќе ги прашаме за некои состојби историски. Па и во Бугарија ќе поставиме прашање таму кога ќе биде равноправни. Навистина сакам да верувам дека е така, но искуството досега покажува дека ова е далеко од реалноста. Јас бев првиот што реагирав кога Бугарија почна да се фали дека прва ја признала независноста на Македонија уште 91 година. Реков, ова не е нарно, бугарите на нос ќе ни го вадат, тоа бугарската политика и бугарската дипломатија, секогаш ние први ја признавме. И тоа и ден денеска го користат. Иако Турција беше првата земја, ама не стаса е парламентот да го ратификува, а Бугарија во тоа време, не знам како е сега, владата можеше да прифаќа други држави. И ден денеска знаат со тоа, ние први ве признавме, нели? Ништо не значи добро, некој прв, некој последен, важно не признава. кажете ми, сега има еден јавен дискурс во однос на власта и на опозиција. Еве, отприлика и вечерва низ емисијата провејува тој. Мислам, околу тоа спориме, околу тоа дискутираме дали е така или не, дека опозицијата е анти-НАТО, анти-Европската унија, дека владата е за НАТО, за Европската унија, но дали власта тоа вешто го користи, таа една, значи, добра соработка со Европската унија и со САД, нивната про-НАТО и про-ЕУ улога,
за да ги зацкрие оние негативности. Например, еве, конкретно ќе кажам, последниот извештај на Транспарентност кој ги изненади сите, каде што не задувавме на степенот на корупција, например. Аферите кои излегуваат цело време. Го користи ли сега власта тоа како адут за да ги зацкрие тие работи, да ги стави и цело време да го уперува прстот кон ВМРО ДПМН? Сигурно. Ја не знам што точно се случува по тие нивни партиски штабови и какви проекти прават за како утре да одговорат на јавноста, но опозицијата како единица на десетка, како кеса на десетка и дојде ова со аферите рекет, нели? И од тоа нема бегање. Власта со тоа треба да се соочи на избори и во кампањата. И тука ќе има обвинување, овие ќе ги подсетуваат на времето на Груевски, на режимот, на бомбите и така натаму, овие ќе им подметнуваат режим. Точно е дека власта како власт и опозиција како опозиција, тоа е работа на партиите. Ќе се надмудруваат пред јавноста. Прашањето е ниту кај СДСМ, ниту кај ВМРО, ниту кај ДУИ, прашањето е во нашите институции. Колку јас кога велам, кога министер излегува и обвинува дека во неговото министерство сега како технички министер или министерка наследиле нешто, соопшти го на јавноста, но пријави во институциите, поднеси ги доказите, побари да се забрза истрагата, нема од тоа подобар елемент како пиар за изборите, за да се крене рейтингот на партиите кај јавноста. Точно е дека власта ќе користи разни механизми, како што и опозицијата ќе користи, за да може да се го мерат балансот за престојните избори. Кој прашање дали ќе ги има? Чекај, денеска не се распушта. Зошто се па добро, до недела е рокот, до недела според ДИК може да се распушти. Ќе видиме, не одговара, мислам дека избори никому не одговараат. Може ќе изглумат уште малку поголема кавга, па нели еве да напуштат парламент, па ние не играме со вас, па ајде да видиме што правиме, па техничката влада, па законот, па да влеземе во некоја криза и така да се шлепаме, но јас се надам дека сепак избори на 12. Минатиот пат се согласивме на оваа тема, дека на двете партии тогаш 4-5 месеци. И сега не им одговара. Да, меѓутоа сега мислам дека тој информација што ги имаме апсолутно и тоа може да се види, зборуваме за законот за јавно обвинителство, од паничната реакција како се носи законот за јавно обвинителство, совршено е јасно и не треба да ги гледате анкетите воопшто, совршено е јасно што се случува. Совршено е јасно. Таква паника. Јас гледам анкетите, ВМРО нема водство, Мицкоски е далеку зад Заев, например, во рейтинзите. Така што не знам кои анкети ги гледате. Тоа се вашите но информации. Тоа не се мои некои директни информации од ова што индиректни не е важно. Што медиумите објавуваат. Мене Но тоа што рано се случуваше во парламентот завчера во 23 часот испраќање од владата документи, предлог закони, враќање назад документи, па без подпис од премиерот технички, Добро, па што без е против опозицијата? Може ли за ова само јас ова што сакате да го прашате, сакам ја да го прашам, бидејќи на мене е навистина не ми е јасно. Мислам не карикирам, не се правам така, но навистина не ми е јасно што е ургентноста во носењето на законот за јавното обвинителство сега. Бидејќи ако видиме вака, сегашниот закон за јавното обвинителство, сегашниот обвинител Јовевски ги има сите можни надлежности и овластувања. Значи и русковска со да. Значи Јовевски Бензина сега може криминал. да отвори истрага против премиер, против председател, значи не постои недопирлив во државата и колку што гледаме обвинителството е прилично функционално. Значи немаме некакви негативни извештаи во однос на тоа европски или меѓународни или релевантни, како да речеме во времето на претходната влада на ВМРО ДПМН. Тоа е Законот факт. и не е услов за некој бенчмарк. Не е ни услов законот. Но од друга страна само ова сакам да кажам. Предметите на СЈО, да речеме, се збори околу нив, па и тие се трансферирани. Значи има овластени обвинители, работат на нив. Навистина еве не ми е јасно или дали има нешто, еве, дали вие знаете, што има во овој нов закон што толку би ги сменило работата? Во што е ургентноста? Навистина ми е жал, сам од почет кон тебе дојдов во емисија, инаку сам наистина сакав да го гледам професорот Каледжиев вечерва на Алфа со Искра Коровешовска во исто време сега и ми е жал што не можам да го видам, да искористам малку реклама, да искористам, нели? Навистина ми е жал што не го слушам професорот Каледжиев кој што беше. Ама ако сменат сега гледачите ради ова, не, значи нема да сменат, не, сигурно, не. Затоа што професорот Каледжиев како човек кој што беше дел од Черната револуција, човек кој што го познавам 30 на години, кој што секогаш имал свој став за работите, во моментов тврди дека тој закон не е добар. Искам да видам, нели морав да го читам, кога слушнав него и некои други луѓе кои што ги почитувам, сватив дека не е добар, се разбира, истражував малку, гледав некои проблеми што се во законот. Меѓутоа еве да заокружиме. Од 111 члена во законот, 55 според 6-7 експерти, врвни кривичари, уставни експерти, законот не е добар.
Врз основа на тоа што го видовме завчера, панично враќање од владата кон парламентот, предлог закони, без подписи, без печати од премиерот Спасовски, покажува дека се работи за одредена ситуација која што, за жал, мислам дека ќе ескалира во смисла на причината за таквата реакција, се плашам дека лежи некаде во некои, како да кажам, пакети, панторини кутии, од која што една денеска излезе. Во собранието, слушнавте претендникот Милошовски, не го спомнавте во најавата, за мене тоа е настанот на денот, каде што излезе, не знам дали ваша телевизија објави, тој ќе ми дозволите да кажам. Да, објавено е. Да. Така, објавено е дека разговор каде што екс-премиерот Заев, лидерот на СДСМ, кажува како се финансирала еден телевизија на Боки 13, како Боки 13 земал пари од еден бизнисмен од Битола. Значи, се кажува дека премиерот Заев точно знаел што се случува со телевизијата 1 и 1 ТВ и со Боки 13. Заев рекол дека се финансира од Битола од бизнисменот. Тоа беше глас на Боки. Или на другиот глас, не беше на премиерот, ако е тоа премиерот. Ќе ве замолам. Не, ама на јавен медиум вака ќе историш нешто што не е. Немаше друг глас, само еден глас беше значи, таму. Таму немаше дека од Битола зел пари, од тие пари за домови за старци се финансирала телевизијата. Тоа не беше во гласот на снимката на Милошовски. Зошто така зборуваш? Не беше, Горан, преслушај. Можеме да го пуштаме Милошовски се овде, меѓутоа таму имаше отприлика дека помогнавме таа телевизија, нели, да што само по себе преку маркетинг или како не знам, сега не ме фаќа. Само ова што го зборите вие, само по себе е нешто недозволиво и има индиции за сериозен криминал. Супер, ако е така, си има истрага нека турка. По неколку наврати, како што кажува сам, да се финансира преку маркетинг 1 ТВ. Тој подоцна кажа дека таа била провладина телевизија, че има доволно индиции. Јас се вратам на вашето прашање. Се плашам дека вакви разговори има повеќе. Се плашам, искрено го кажувам, затоа што тоа е причината зошто Македонија ќе влезе во нова политичка криза. И тој е одговорот зошто власта толку многу брза за да се практично да се минимизира опасноста од вакви разговори утре да влие на владата. Пак не ми е јасно зошто би се што би се сменило со новиот закон за обвинителство, пак не ми е јасно. Во законот, тоа што јас го разбирам. Горан предпоставува дека има снимени други бомби кои со овој закон сака да се заштитат утре да не важат на суд. Тоа е опозицијата од фамозниот член 110 забранува се користат веќе видео материјали слушувани. Што јас го разбрав, така е. Мислите дека тоа е една од главните причини, тој член, тоа што ќе смени дека бомбите да не многу работи има внатре од тоа што јас гледам, меѓутоа ова е една од поглавните. Тоа опозицијата да го протежира цело време, но има еден друг елемент што ние го забораваме. Еве да е законот нечи. Утре опозицијата ќе дојде на власт. Ќе си го промени законот со 80 претеници пак. Што е проблем? Не е така, проблем е. Ќе ги направи активни тие снимки за кои. Не, воопшто не е. Знаете дека има Бадентер во законот? Па добро, што е проблем? Тоа за вас е во ред, така? Па како овие сега се борат да обезбедат? Знаете ли зашто се користи Бадентер? Знаете ли зашто се користи Бадентер? Не, ама што ти е тезата? Значи не теза, ми дозволуваш да докажам, а ме упаѓа за нешто Бадентер, што нема врска сега. Дали треба законот? Како нема врска, велите ќе се смени законот. Во законот има Бадентер, ако се смени сега со Бадентер, како ќе се смени опозицијата за 4,5 месеци или 5 месеци, не знам. Не, вака сега опозицијата тврди дека Бадентеровиот принцип не може да важи за овој закон, е противуставен. Уставниот суд ќе го обори тогаш. Тој дел од законот. Зашто што обори друго уставниот суд, кажете ми? Па се конкретни работи. Зошто? Се овој не чини, владата не чини, министерот не чини, председателот не чини, уставниот суд не чини. Што чини ова? Многу прецизно ви кажувам. Вие тврдите дека Бадентер не е проблем во законот. Прво да ви кажам, пошто гледам дека не знаете сега, морам вака да ви се обратам. Бадентер се користи за малцински права. Јавно обвинителство закон не регулира малцински права. Права на сите граѓани. Ти вака сега, ти ми држиш предавања што мене не ми се потребни затоа што јас ги знам. Еве ќе ти кажам од која причина. Велите дека Бадентер не е проблем во законот за јавно обвинителство, како? Не ме разбра. Ако е не ме разбра. Не е проблем да го смени утре опозицијата кој ќе дојде на власт да се собере 80 пратеници да го промени законот. А ако Бадентер е неуставен, уште сега
Дајте го на Уставен суд. Зашто да го даде на Уставен суд? Кој ќе дојде законот? Сите бара, амбасадорот Тимоние побара да биде донесен законот во постапка кој што нема да се повтори сликите што ги гледавме од промената на Уставот. Значи многу прецизно човекот кој што Се го радиш Тимоние, други двајца високи функционери на Европска унија веќе донесете го законот. Кои се тие двајца функционери? Жбогари уште некој. Жбогар, го слушавте вие Жбогар, ама господин Ванов не е ве важно. молам, значи Жбогар кажа дека законот не е предуслов за Европска унија за датумот. На изјави не подлегнувам. Ама Нека еве има го, документ. Сега нека ви каже. Кај мене клучот- Жбогар, не. Вие сакате да кажете дека американската амбасадорка и британската амбасадорка. Ме поставаш кога да сме и американката, Ја, сигурно. Само да- Американката што има врска со Европската унија. Британката што има врска со теза кога Европската да унија. слушам сега пресконференција ВМРО да помене. Немој молим те. Значи што е клучот на овој закон според мене? Може Дозволи. да ми само импутирате да- ВМРО до мене нема проблем, се Дозволи. согласувам. Не, Меѓутоа, реков држете кога се да за слушам фактите. ВМРО. Држете се за фактите. Жбогар не рече како што рековте вие. Жбогар рече дека законот не е предуслов за Европската унија, може да се донесе по изборите. Добро е тоа, ние го констатиравме уште и на почеток на емисијата. Така може да се донесе. Кои се тогаш другите двајца европски представници што го знаеш рекле што тоа? е по мене клучот за овој закон. Ама не бегајте сега од темава, кажувате нешто, се повлекувате. Кажете кој е освен Тимоние и Жбогар, кои се тие други луѓе кои што реагирале од Европска унија? Кои се тие двајца представници? Да бидеме прецизни, значи Европската унија само вака, само они велат дека не изјавите. Абе не паѓајте на изјави. Рекол некој по два дена друго ќе кажа тие бирократи бриселски и Добро, но дипломати. само да Тоа кажам- не Вие работа. пред малку кажавте дека тоа е многу важно, дека поддржале. Како Добро, е? Европската унија Што ставот се е, извинам. за мене што е важно и мислам дека е тоа важно повеќе за Европската унија. Тие преку овој закон сакаја да видат дали власта и опозицијата, дали СДСМ поготово и ВМРО ДПМН, како двете суднински клучни македонски политички партии, децениски, можат да седнат за една работа да се И договорат. видоа ли? Ние пративме порака дека не можат. Така? Дека ние не сме зрели за Европа. Добро. Тоа е пораката. И во исто време кажа, дозволи. не брзајте, има време. Но- Абе, не знам кој што но рекол сега власта- Тимоние или не знам, тоа е нивна работа, не си каже. Ма, Јас зборувам, ние правиме анализа од она што ние го знаеме, го гледаме и го анализираме. Тоа е суштината. Значи, по мене, И цитираме изјави по на мене, релевантни клучот луѓе. на овој закон требаше и СДС и ВМРО да се затворат некаде и да најдат сили заедно со мнозинското во собранието ДУИ да донесат закон со консенсус. Така ќе пратеа порака и Зашто до не се случи и до- тоа? Зашто не се и до- случи тоа? Па не знам зашто не се случи. Затоа што некои тераинаат. Нели? Кои тераинаат? Еве, па не знам кои тераинаат. Се ти знаеш, ја не знам. Значи- Знам дека 5 верзии, 7 верзии ги извадија на закон. Знаете дека И сега ти законот ќе е речеш со одложено секогаш действие од 4,5 месеци, знаете за тоа? Па, сега, вака, ти ми ја зборуваш последната верзија. Која е првата верзија на тој закон? Од, Значи, од лани ова време. Не од лани. За 3 месеци 116 верзии понудија. И преку ноќ кој знае што прават, кои компромиси ги прават Имено, и со преку ДУИ, ноќ. и со- Ваков системски и, закон дозволи, се прави преку и ноќ. под притисок на опозиција, и под притисок, значи власта на законот опозицијата не го прифаќа. Значи постојано Знаете што, притиска, еве, тргнете дозволи. се од власт и И- опозицијата. И постојано нешто се менува во таа Тргнете содржина. се од власт и опозицијата. Ја мислам веќе ни власта, ни опозицијата знаат што е во последната Иванов, верзија на законот. оставете ги на страна власт и опозицијата. Земете ги уставните експерти за критично право. Професорот Каледжиев и 5-6 професори од правниот факултет во Скопје. Еве тука да се лоцираме. Имаше изјава дека професор Каледжиев иницирал работна група која што ќе разговара за законот и таа да биде донесена пред собранието или да биде дадена на владата. Бил одбиен од министерката за правда. Тоа е јавно кажано. Не знам дали професорот Каледжиев, Што кажа лидерот на опозицијата Мицковски? Нека седне работната група од правниот факултет, ќе прифатам се без никаква забелешка. Меѓутоа, суштината е... Зошто лани тоа? Не, оставете се, не враќате се. Сега оставете. Зошто лани не го кажа? Ти рече дека до лани, од лани до закон. дефокусирајте. Зашто се повлече тогаш опозицијата? Види дека нема Што осудните е пратеници. проблем околу законот? Значи ја цело време велам дека законот повторно дефокусирате. Законот е фијаско и за власта и за опозицијата. Зошто не го кажете тоа јавно? Еве го кажувам ја. Не, Појавно ама од ова морам здравје. 5 пати да ве упатам што се случува за да кажете Не ме нешто. упатувајте цело време, се обидувате ме ставите во неколку колосек. Значи ова е не ставам, јас само Горан, барам ова е да време, ги расчистиме дозволи, фактите. ова е време на Без медиумска филозофија слобода, многу. ова е време на демократија, Апсолутно, дозволи ми да се апсолутно, изборувам ова. да, апсолутно. Ако имаш Меѓутоа- навика да ме ставаш во ред, Меѓутоа, мислам дека со не сум факти- твој медиум за да можеш со да ме факти. моделираш овде. Ако сакам да разговараме, Значи, мора да јас имаме не- факти. Вака, ти зборуваш за законот, јас не го знам законот, бидејќи преку ноќ, како што сам рече, 3 пати е менуван.
Значи, системски закон преку нот менуван. Значи, Тоа го нема во ни една држава. Како ти можеш да го знаеш, ја не го знам, бидејќи Па преку земете, ноќ. прочитете го има, ја објавен законот Значи, постојаната сакам да верзија, кажам- ја го читав до 5 по сабајле, 2 пати го прочитав. Значи, не може да имаш став ни ти, ни ја, ни никој за законот, затоа што законот Зашто може... да немам став? Еве ќе ти Сега кажам. рековте слободна држава, како да немам став за законот? Затоа што не можеш да имаш став затоа што може вечерва ќе променат нешто во содржините на законот. Од кај да знаеме, Сега нели? според процедурата не можат да променат веќе. Влезено е таму, не дозволија Добро, амандманска дали, расправа сега. Добре, како нема ви да кажам. помине законот. Нема да помине. Ама не се Ако не работа дали ќе обезбедат помине, претеници, што нема. имам јас со законот лично, ми е гајле многу зашто да ќе помине. За мене, како граѓанин, ќе ти Принципот е кажам лош, повеќе. принципот е лош. Двајца амбасадори на Европска унија и на Франција кои што практично ќе одлучува за нас, ви велат немојте законот, немојте порочна процедура, дајте консензус и тоа не се случува. Знаме, Горан. Ама се една работа не сака ја занемаруваш. Ако СДСМ, сега ќе испаднам апологет. Ако го чекаше ВМРО за Македонија да влезе во Обединените нации, немаше ни ден денеска немаше да бидеме членка на Обединените нации. Ако чекаше за ранковниот, немаше ни денеска да се потпише. Ако чекаше за преспанскиот, ние вчера немаше да бидеме во НАТО, да се вее знаме. Така? Значи, Тоа лекцијата значи- е дека не треба да се Не, чека на сила да се донесе се. Крсто Не. Муковски, кој што Тоа- беше тоа најголем значи- криминалец, кој што го видовме како отвора врата на 27 април, Сега сега ви е стана најдобриот криминалец, другар. Не, вас ви стана како? Сега Тој не- најдобриот другар не на сум ја во СДСМ. партиска Па конјунктура. истото и за мене, вие така велите. Ова- И сега Крсто Муковски е тој кој што ги отвара Не. портите кон НАТО и кон Европска унија. Јас само Ова- опонирам на твојата теза, викаш дека мора да се донесе со договор. Ако едната страна ниеден предлог не прифаќа, се негира, се трга, како ќе се донесе, Ако не не ми прифаќа, јасно. знаете ли колку Тогаш закони се се бара донесени? мнозинство. Знаете ли колку закони се донесени во последниве 7 месеци од страна на двете Добро, партии? кажи со ми, консензус? зошто на опозицијата овој закон не, не... дали знаете колку зошто овој закони се донесени Многу. системски? Многу, благодарејќи и на опозицијата. И за еден има проблем. Но кажи ми, реално е но проблем, кажи ми, реален е проблемот. На што се противи ВМРО ДПМН во овој закон, мене не ми јасно. нека Ајде ми повторам, биде се јасно, извинувам, со две стварно реченици. Да. Еве ќе повторно ќе вратиме на старата тема, На- да ја на бомбите, расчистиме, на да ја бомбите. расчистиме. Бадинтер, еве Бадинтер не мора бомбите. Бадинтер. Па не, тоа е против, ако е тоа противуставно ќе го трнат веројатно, Сега не се знам. молам, верујте ми, јас се не знам на памет овде сега, ако е тоа противуставно е, Бадинтер се користи само за малцински права. Ако е противуставно, прво председателот може да не го потпише тој закон, второ, тој закон може да го обори уставен суд. Председателот е втора Ако глава. на сила помина, нели? Значи, збориме сега, збориме за common sense, збориме за разум некаков. Значи, законот се носи со 4,5 месечно Знаеш што одложување. малку е смешна цела ситуација околу Не, тажна тезите, е, не е смешна, тажна е. зошто не сака опозицијата да го гласа тој закон, иако не знам, можда е толку лош да и не треба да го гласа. Ма ме прашавте што Не, е се ви кажам согласувам. сега, ви кажам што е еден од проблемите. Но малку е мимикрично ова што ти го зборуваш дека поради некој, тоа значи снима сега опозицијата, па ги чека овие од власт кои ќе паднат во опозиција, што се вика ММ да им така. Како тоа Па така снима? излегува. Како може да снима опозицијата? Бидејќи во законот, па кој ги снима сега актуелните функционери? Ти викаш, се плашат од снимки. Денеска Милошевски извел една, утре друга. Вие знаете значи, ли? некој се плаши Вие од закон. знаете ли кој може да снима? Тоа значи некој од власта сега така го крои законот да утре неговата вина што ќе се докаже по година 2-3 да не може според овој закон. Да, но таа теза, има не знам, доказ. не знам Тоа ли е таа, тезата? ако може тоа само да тезата, се тоа е криминал од невидени размери. Ако од може, светски. ако може само малку за таа теза е малку чудна, Момировски, бидејќи е заснована повеќе на што би било кога би било, но фактички сега решењето, менувањето на тој член од законот повеќе одговара на опозицијата, бидејќи сите судски процеси Не знам од каде, во се- кои судски процеси. А не. сите се на СЈО се засновани според бомбите. Значи, повеќе одговара на опозицијата постоечките судски процеси, значи да бомбите да не бидат докази, отколку некоја една хипотетичка мислам, таа ситуација, логика- ако излезат разговори, ако има, По оваа логика поеднина- што вие кажувате Да. сега, опозицијата не треба да има никаков проблем со тој член. Така? Па со тој член е, со така, тој член е, значи, за тој член зборува. така, значи, а го споменуваат како проблем. Значи дека оваа теза Не. Не, Опозицијата зборуваме уценува за тој и член, сака за тој бомбите. член. Значи велите дека како што е сега во Ако е законот така, поставено, да. на опозицијата ја одговара. Зошто не би го прифатил? Не е честно. сега, Горан, не е може би честно. има- Значи може би збора опозицијата за- честно е да се каже. Може би збора за Опозицијата други бара. чланови, не знам. Ја не знам кој друг аргумент да Опозицијата ви го бара. кажам. Опозицијата бара и во овој закон
да не постојат бомби и тие што се во процедура исто така да не важат. Тоа го бара опозицијата. И затоа законот не поминува. Овие приказни што до сега ни кажуваше не држат, знаеш и сам. Ова што ти го вика и колегата. Иванович, дали го слушате што кажа сега? Ако по 5 години ВМРО не извади снимка од не знам дека не го слушате што кажа Ризвановиќ сега. Ви го кажа, истото ви го кажа. Ако е така, тогаш на опозицијата најмногу ги одговара пошто ќе се спаси од тие предмети. Да, но тоа е само еден член од законот. Сега зборуваме за тој член, има и други. Не, опозицијата фрла правшина во очи со тој член затоа што не сака случаите од СЈО да ги стави во датак, да не важи. Да не важат, да се прекина ситски процеси, одма ќе помине закон. Па тоа е цела битка. Да ве замолам па не сме од Марс паднати бе горе. Пред 5 минути реков дека не сте го прочитале законот. И сега не сакам... Ја знам политичката конотација, законот... Не сакам се да ве навредувам. Не, вака. Законот го имам прочитано, но јас не знам... Рековте дека не сте го прочитале се. Значи, вака се ајде. И не зборете на памет, ве молам се. Без да видам кои се измените на законот. Без да видам. Таму нема ни еден елемент за кој опозицијата стопира. Ванов. Јас почитувам само, дозволи, почитувам правници и експерти што велат дека тој закон не чини, јас верувам дека не чини од проста причина што само за еден месец 300 пати е променет. Ванов, вие верувате во тоа што сака да верувате, тоа е ваше право. Меѓутоа овде збориме за конкретен член што вие не го знаете. Ви кажа Ризвановиќ колегата што се работи, вие повторно сакате да ја смените. За што се работи бе Горан, ајде. Еве ви кажав да ви повторам се уште еднаш. Уште еднаш повтори. Па не си во право, не е така. Зашто се работи? Еве јас ти кажам зашто се работи. Се работи затоа што опозицијата сака бомбите што се сега валидни во СЈО, во предметите од СЈО да не важат. Јас само една работа сакам да ви кажам. Чекај, не премолчувај за ова. Тоа е Не, гледам дека е депласирано, вие не сте го прочитале законот, не го знаете член 110 и џаве разговараме. Ајде, цело време се обидувате да ги извртите работите. Една работа само сакам да ви кажам како постар колега. Една работа. Не, цитирај ми го член 112. Тој ти е клучот таму. Член 112. Ајде те видам. Не, сега запрам бидејќи. Не, член 112 кажи. Нема, затоа што има 110. А имено, не сакам да ве навредам, затоа ви реков сега. Ајде. Затоа ви реков, ви кажав пред дека има 111. Се гледа и вие не сте го читали. Една работа сакам да ви кажам. Ќе помине време. Од ова што сега го браните вие неодбранливото. Не, ништо не брана. Јас бранам овој закон да не помине. Ќе се сретнеме повторно, ќе се видиме во очи и ќе се срамите за што? тоа што немате појма што се случува. Само тоа може. Вас ви кажам Ивано, вас ви кажам да. Зашто? Упорно градите ставови и тези за работи кои што не ги знаете, не сте ги прочитале, сами кажавте, признавте. И браните некакви тези политички на СДСМ на власта, и тоа е ваше право, нема збор. Се спремаш за избори, вака што овој вокабулар, вака према мене. Јас новинар. Најдругарски ви кажувам, ќе се срамите, еден ден ќе се срамите за ова што браните неодбранливи работи. Да се завртам јас на твојата улога во новинарството, ти од тоа ќе се срамиш. Не, ќе се срамиш од твојата улога во новинарството. Јас за сега зборам за оваа ситуација. 5 емисии правиш во тојата телевизија со без дебата, со ти гостино сте вака 40 јас за тоа Сашо Ордановски не е дебата. Сашо Ордановски, да, и ги видовме реакциите. Добро. Шилегов. Да му се извини. Шилегов. Што сега да речам? Сашо Ордановски, Шилегов не се добри гости. Малку биди покоректен. Не, сега не малку биди, зашто јас можам да Еве конкретно. Сашо Ордановски не е добар гостин за дебата. Зборуваме за законот за обвинителство. Јас тврдам дека тој закон... Вие спомнавте мојата емисија, не бегајте од разговорот. Не, па да видиш како изгледа. Сашо Ордановски, ја го прифатам, зашто ниско? Со твојата латентност ниско да ме удараш, не сум го прочитал законот. Вие го кажавте тоа сега, да вратиме емисија да се види. Врати ја и ќе видиш, ќе ја гледаш. Јас реков, не може никој да прочита законот ако секој ден се менуваат некои одредби во него. Така? Тоа е. Што е последната верзија, не знам. Ти ја знаеш последната, јас не ја знам. Во последната веројатно има некој. Тоа заклучиме. Сашо Ордановски, Петре Шилегов не е добар гостин. Што е одлично? Што е клучот? Ти си одличен водител таму. Што е? Можеме и со иронија со цинизам. си. Зборуваме за реални факти, аргументи. Ако тврдите нешто, останете до крај на вашето тврдење. Не бегајте цело време, ќе кажете нешто па се повлекувате. 5 емисии на Алфа, Сашо Ордановски и Петре Шилегов. Што е проблем со нив? Не ме заболе. Мене многу едноставно. Вашите тези ги представувам со аргументи.
Велите 5 емисии биле, немало дебата. Сашо Дановски 35 години во Не бе, новинарството, зборам, не ви се беше уредувачка политика, терајте избори спомнавте да се сега, ама. нејасно и така натаму. Зборуваш за финансирање се едно и со друго. Не ги не ги отварате тие работи за тоа како еден пропаднала пред 10 години, како утре друга ќе пропадне како трета. Не ги знаеме работите до крај. Греот е да пропадне било кој медиум, тоа е мојот став. Но ние зборуваме за закон. Што е тема сега? па Нова сега тема те отварате, вратам, сакате не, да отвориме нова те тема, нема враќам на проблем. Горан, те враќам на законот на обвинителство. Јас останувам на моето видување, на мојот впечаток, ако сакаш, дека тој на ВМРО ДПМН нема одговара затоа што се уште живи бомбите во предметите на СЕО. Тоа. За да се замагли тоа, да се фрли малку прашина во јавноста, ВМРО ДПМН измислува дека, по 3 години, ако оваа власт отиде во опозиција, тогаш ќе им ги извадат снимките. Па кој снима? Тоа е моето прашање, ти не знаеш да ми одговориш. Добро, може ли само се извинувам, бидејќи некако се извинуваме почнавме да се вртиме у круг од прилика истите тези, да направиме една кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото.